na kolena, vo molitva pokajnička. Prosti mi se odkážam od grevot smrten. Tatko môj nebesen i slovo Božjo mi isprati. Synoc tvoj Isus da ne spasim, pokorodem od tebe su. Tatko môj nebesen, Tatko môj nebesen, se vraťam pak kaj tebe. Tatko môj, Se ti predavam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje je tvoje, se moje je tvoje. To je suština. Знаете, целата суштина е таа. Луѓето се интересни. Вели дека е во Исус, оди на алтернативна медицина. Например, на биоенергија и хомеотерапија, не знам, патија, шо е тоа. Видите, има дадени пониско ниво. Кога не си во Исус, одиш кај некој човек да ти помогне. Ако тој помага во Исусово име, во Божјо име, е едно. Може би прави лоши дела, може би не е од Исус, тоа е интересно. Ќе видиш по неговиот живот што му се случува на крајот на животот. И сега ти велиш дека си во Исус, одиш таму. Дојдете при мене. Сите грижи, се ти предавам тебе, преде му се нему. Тој создал се. Тоа покажува невера, недоверба. И една сестра сега се расправа, имала право како сме одели ние по доктори. Па видите, јас гледам да не одам по доктори. И не одам по доктори. Не се зарекувам. Како сака Исус? Исус е мојот доктор. Останувам во Исус, барам од Него. Да ми покаже што треба да покајам. А ти ако одиш по доктори, ако си водач на заедница и бараш помош од доктори, тоа покажува дека нека ви биде според верата, дали ти имаш дух или немаш дух. Каде е тука Исус? Исус е мојот доктор и исцелител. И не прифаќа тврдоглаве. И тоа е она кога ќе се соберете вие и мојот дух. И не можеш да доаѓаш овде. Ние зборуваме за сотрудници чии имиња се запишани во книгата на животот. Да предадеш се ти предавам тебе, да му предадеш се на Исус. И Он да те води. Ти тогаш нема да одиш на доктори. Како сме одели ние, и таа имала право. Знам кога имаш право, оди, јади од дрвото на познанието. Што имам јас од тебе? И сега одиме, не знам дали ова го читавме, кога излегуваше на пат, Марко 10 глава, 17. Татко мој зборува и денеска низ мене. Нека секое слово кое ќе биде изговорено ги допре сите оние кои имаат потреба од твојата љубов. Во името на Господ Исус Христос, бегај од нас, сатано, и не се враќај повеќе. Те молам да им го отвориш умот, да го разбираат писмото, со срцето да разберат. Исус напред, ние по него, а кога излегуваше на пат, дотрча некој падна на колена. Ете како се застанува пред Исус, падна на колена. Падна пред него и го праша. Ова им го зборував на заедницата сношти. Вчера. Падна. Учителе добар, што треба да направам? Ете, тоа е суштината, што треба да направиш за да бидам исцелен, за да добиам Царство Божјо, за да наследам живот вечен. Дали си го прашал ти Исус? И тие го замислуваат Исус и Господе, овие се молат на друг да се моли за нив. Тие викаат Богородица да ги спаси. Кој ќе поверува и се крсти ќе биде спасен. Во Исус зборуваме ние.
Јас не верувам дека тие некои други луѓе служеле, но зарем преку мене ќе се спасат тие? Да, ако јас, Исус зборува низ мене, но потоа ќе го славиш само Исус, кога тој ќе дојде мене ќе ме прослави. Исус му рече, зошто ме нарекуваш добар? Никој не е добар. Никој не е добар освен единиот Бог. И тие добар е пасторот, најдобриот пастор. Во Ерусалим се случува, стана во духот им реков, никој не е добар. Овој стих исплива, оживеа во моето срце, освен единиот Бог. Не сум повеќе таму. Знаете, Син Божи е оној кој го води Духот Божи. Заповедите ги знаеш, Исус му кажува, не прелюбодействувај, значи велиш дека се вусиш, одиш по доктори, по алтернативна медицина. Јас имам пријатели од тие заедници, додека дојдов до Исус, се дружев со добри луѓе кои помагаат, но тоа е пониско ниво. За тие што не го спознали Исус, да им се помогне, што не заслужиле да бидат болни, што биле измамени на еден или на друг начин. Не прелюбодействувај, велиш дека си во Исус, а се занимаваш, одиш кај сите, само кај Исус не доаѓаш. Не убивај, кога не љубиш убиваш, не кради. Крадеш други проповеди, па ги проповедуваш како твој, не сведочи лажно против твојот ближа. А кој си ти всушност да судиш? Не чини неправда, тоа да ја бараш својата правда. Он е судијата, почитувај ги татка си, мајка си, важен елемент. Оти ке живееш во проклетство. Луѓето не го разбираат тоа, без разлика што правил таткот и мајка ти. Тој им го порачувам на сите деца кои имаат родители, ако се разведени или било какви, морат да простат на родителите, да ги љубат. Инаку нема да оди добро. Тоа е закон, царскиот закон на љубовта. Учителе, сето тоа сум го запазил. Пазете сега, Марко 10:20. Исус му рече, видите, му омилена Исус, уште едно ти недостасува. Ете, тој е тој чекор што ти недостасува. Што трчаш по доктори, подиш по ова, велиш дека си во Исус, дека имаш право ти на твое. Не, немаш право. Понизете се пред Господа, покорете се на Господа, приближете се кон Господа. Извршител биди на Словото. Кој го љуби Бога, го извршува Словото Негово. Остави се на крстот Негов. Оди, продај се што имаш. Тоа е тоа стариот ти. На почетокот си ти. Раздај се на сирома си. Ти биди лебот на животот. Тие јадат лепи вино. Ова често им го објаснувам. Еднаш кај една протестантска заедница, кој излегува од една друга заедница, кај што пасторот беше добар, а никој не е добар освен единиот Бог, да правиме Господова вечера, им реков, не правам вечера, тоа е надворешен обред. Не беа зрели за тоа. И тој му вели, ти да бидеш вечерата, да раздадеш, ти да се раздадеш, да го раздадеш своето време. Ќе имаш богатство на небото, па дојди и врви по мене. Да врвиш по него, значи, да бидеш извршител на Словото, да дејствуваш, да бидеш ловец на луѓе и земи го својот крст, тоа значи да се распнеш ти стариот и да го носиш својот крст. Да претрпиш штетата, да простиш на сите, да ги љубиш сите. Тој се натажи кога виде, зашто имаше големо богатство. Луѓето не сакаат да се ослободат од себе си, да признаеш дека не си достоен. Колку е тешко за богатите. Тој има нешто, сега не се откажува од тоа, а треба да оставиш се, да влезат во Царството Божјо. Јас сум предал се на Исуса Христа. Се што имаме Негово, го прашувам за се. Не сум совршен. Сум тргнат кон осветување, барам помош од Него. Да ми исчисти од се што не е, да ми го отвори умот, да го разбирам писмото, да примам сила небесна. Бегај од мене, сатано, и не се враќај повеќе во името на Господ Исус Христос. Колку е тешко за богатите. Тој е доволен сам на себе си, задоволен е, не му недостасува ништо и не му текнува за Бог, тој е самиот Бог, се себе обожува. И тоа е најголемата грешка. Затоа е добро кога ќе паднете во искушение, во болести, во страдање. Тогаш ти се понизуваш и сваќаш дека не можеш сам. Имаме една друга состојба. Жена една има проблем. Ја носиме некако да се дојдеме до молитва. И сега ја рекла на Манде, бидејќи жена со жена ја оставам, да не се срами од мене. Ние да се молиме додека таа не реши да дојде и таа да се помоли. И ние го имавме тој случај, детето му умира, на граница е.
Той не се моли, ние се молиме. Не знаел да се молиме. Рекол ме, кажи 2 збора. Видите, друг некој да ја заврши работата, тоа да има кај православието и католицизмот. Таа се моли за нас. Која е таа, бе? Богородица. Каква Богородица? Каква Богородица, човеку? Зборуваме за Исус Христос, Синот на Севишниот Бог. Таа е само извршител. Извршител. Сад кој е употребен. Учениците негови му рекоа, тешко. Чеда колку е тешко на оние. Колку е тешко на оние. И јас не осудувам, само кажувам каде сте застанати. И се надевате нека некој друг ќе ве спаси, некој друг. Не мораш да го земеш својот крст. Земи го својот крст, продај се што имаш, остави се стариот. Но оние што се надеваат на богатството, на себе си, на луѓе, тогаш си камила со иглени уши која не може да помине. Кој може да се спаси, му велат апостолите. Па тоа е целата суштина, самиот не можеш, тоа треба да го разбереш. За луѓето не е можно, но за Бог е можно. Затоа треба Исус да живее во твоето срце. Дојди, Исусе, помогни ми како да го решам овој проблем. Се покајувам. Петар му вели, ние оставивме се. Тоа е интересно. И врвиме по тебе, ти оставија старата работа, но кога го распнаа Исус, дојде мајсторот да чука. Замолкни во името на Исус. Канти тропаат. Ете, тоа е светот. Канти таму тропаат. Видите, оставивме се, а потоа кога го распна Исус, отидоа пак да ловат риба. Се вратија назад. Вистина ви велам, Исус нема таков што оставил. Куќа, браќа, сестри, татко, мајка, жена, деца, ниви, заради Исус и Евангелието, заради мене Евангелието, а да не примил повеќе. 100 пати повеќе од куќи, браќа, сестри, татко, мајка, деца, нивие, во идниот век и живот вечен. Треба да го оставиш тоа, што те влече назад, да го ставиш Исус на прво место, да те промени, да те научи да љубиш, да те научи на духовната патека и мнозина први на светот ќе бидат последни. Исус беше слуга, значи ти треба да се раздаеш, раздај се што имаш. Раздај се што имаш. Еве годиме пак Марко, 16 глава, најпосле им се јави на 11-те, значи 2 пати се јавува на Марија Магдалена и уште 2. Исус по воскресението и тие не поверуваа, апостолите. Пазете, најпосле им се јави ним, освен Јуда кој се обеси, ги врати парите и се покаја. Најпосле им се јави на 11-те, тоа покажува дека казна за гревот е смрт. Ги укори за нивното неверие. Велиш дека си во Исуса немаш доволно вера, не си му се доверил и тврдокорност, зашто не им поверуваа на оние кои го видоа воскреснат. Блажени се оние што не видоа, дали ти веруваш во Исуса, добро прашање. Па им рече, одете по сиот свет и проповедајте го Евангелието. Тоа треба да го правиш ти, но како ќе го проповедаш? Ако не веруваш доволно, ако ти не си жив сведок, ако ти не си жив камен во црквата, ако ти не го извршуваш Словото, значи ние зборуваме за извршување, слава ти Господи Исусе Христе, кој ќе поверува и се крсти. А да верувам, а трчаш, не знам, одиш на алтернативна медицина. Ма што има јас да одам на лекар кога мојот доктор Исус Христос? Јас седам, се фаќам со тврда вера, ме боли, например, се ќе ви кажам, петата и коленото. Но се вдрва многу. И дури и мојата сопруга ме вели, оди на лекар. Не одам на лекар. Исусе, јас сум твој син, покажи ми што треба да покајам, ти си мојот доктор. И останувам, и по извесен период исчезна. Покажи ми што да покајам. Кој ти рекол да влечеш дрва по шумата? Јас дрвар ли сум? Треба да бидам ловец на луѓе. А кој не поверува, ќе биде осуден. Ти си самиот веќе осуден. Штом не веруваш, ти си прелюбодеец. Знаците на оние што ќе поверуваат. Има знаци. Ќе им бидат овие со моето име, во името на Господ Исус Христос. Бега од него Сатано и не се враќај повеќе. Ќе истеруваат демони, ќе говорат јазици хахамбела камбелели милај, рахемдисилај минделе мирахандилај.
ке говорат нови јазици, ке фаќаат змии враце. И ако нешто смртоносно испијат, нема да им напакости. На болни ќе полагаат раци и тие ќе оздравуваат. Се разбира, не ја заборавајте неговата волја. Не јас што сакам. Откако им го рече ова, дали го правите тоа, дали ви се случува тоа, дали познавате такви луѓе, Господ се вознесе на небо и седна од десната страна. Значи, од десната страна, он да ги врши делата, он да зборува, не ти што сака. Ако сакам, јас ќе појдам се и ќе исцелувам, ќе се занесам и ќе бидам, не знам, алтернативна медицина, дека и мене ќе ме слават наместо Исус. Јас не ја барам својата слава. Има друг што ја бара. Славата е негова и кој што ќе суди. Тие пак отидоа, апостолите, отидоа, не останаа, проповедаа насекаде. Дали ти проповедаш насекаде? И Господ им помагаше. Значи, кога ќе бидеш извршител на Словото, и им го подкрепуваше Словото нивно со чуда што се јавуваа. Амин. И се одим уште еден момент кој е важен. Тогаш им го отвори умот, Лука 24 глава 45 стих до крај, да го разбираат писмото. Значи, умот треба Исус да ти го отвори. Ке се наполниш со стихови во библиски штоли, во погрешни доктрини, и тоа е грешката. Например, не треба ништо да правиш, он се направил за тебе, по благодат сте спасени, еднаш спасен, за секогаш спасен. Кој те тера, фатен си во мрежата на сатаната, на пасивност. Вечно проклетство, вечна е само љубовта. Да им го отвара умот да го разберат писмата, им рече, така е напишано и така требаше да пострада Христос. Значи има Божија волја и да воскресне од мртвите на третиот ден. Значи не рече тој, ако може да ме одмине оваа чаша, рече Исус. Но не како што сакам јас. Не како што сакаш ти. Нека биде твојата волја, да се откажеш од сите желби и сите грижи да ги предадеш на Исус и да им биде проповедано во Негово име, во Исусово. Покаяние со срцето да разберат, да се покајат, проштевање на гревовите. На сите народи, па и на македонците, кои се запишани овде, затоа што сите оние што ги негираат македонците се сатанска доктрина, ве влече сатаната и цели народи ќе одите во гибел, зашто го учите својот народ дека нема македонци, а Исус запишал има. Има. Благодата Божја дадена, со мене беше Аристрах, македонец од Солун. Почнувајќи од Ерусалим, вие сте сведоци за ова. А тие се некои сведоци Јеховини, ние зборуваме за Исусови сведоци. Но жив камен во црквата, не само да зборуваш, а да не извршуваш. Јас ќе го испратам при вас ветувањето на мојот Отец. Вие останете во градот Ерусалим додека не се облечете. Инаку сте голи и боси, додека не се облечете со сила. Додека не се облечете со сила од дозгора. Ете го стихот. Ако немаш сила, не си облечен со сила од озгора, немаш сила да сведочиш, немаш сила за ништо. Да се облечеш во Исус, да се облечеш во љубовта, и ги изведе надвор до Витанија, ги подигна рацете и ги благослови. Додека ги благослови, се оддели од нив и се вознесе на небото. Еве го стихот. И тие му се поклонија. Дали му се поклонуваш на Исус или на било кого друг? И се вратија во Ерусалим со голема радост. И беа постојано во храмот, каде што го прославува и благословува Бога. И тргна приказната, во тој момент апостол Павле не е со нив. Тој ги гони се уште христијаните. Видете? А потоа стана тој што 13 глави од овој нов завет се негови. Поминати се низ него, не се негови. Го имаме дадено стиховите дека Исус, ова се тие поуки кои слегуваат во духот, е главата на црквата. Црквата има една глава, тоа значи секоја мисла да биде покорна на Исус. Ако е покорна на Исус, јас ке знам што да правам, он ке ме води, нема да терам по своје, нема да грешам. Да го прашуваме за се, како да постапам, Господе Исусе Христе, како да се однесувам, што да зборувам и како да действувам во одредени ситуации кои доаѓаат кон мене. Исус Христос не зборуваше од себе.
туку од оној што го пратил Духот на Отецот кој живееше во него ги вршеше делата. Он не изврши ниту едно дело. Исус Христос не изврши ништо. Тој беше воден од Духот. Присуство на духовно заедништво. Пазете, заедништво зборува. Ти штом трчаш по луѓе, ти си надвор, без дух си, не си облечен со сила од озгора. Тој вели, кога ќе се со телото сум одсутен, но со духот сум со вас. Апостол Павле го кажува, тоа се однесува на Отецот. Он е постојано со духот со нас. Кога ќе се соберете вие и мојот дух, го имаме тој стих, ако се соберате без неговиот дух, тоа е некоја друга заедница. Апостол Павле, Син Божји е оној кого го води Духот Божји. Дали те води Духот Божји или сам се водиш? Духовна, тесна патека Исусова, која те води кон животот. Духовно родение и оживување во Исус и патека до Царството Божјо. Еве ги стиховите, глава на секој маж е Христа. 1 Коринтијани 11:3. На жената глава е мажот. Жената е жена, зборува за жена како црква и Исус како младоженец, но и за мажот и жената. На Христос глава е Бог. Значи, Он ги врши делата, Отецот. Владение, управување, водство, поука, осветување. Негова волја во нашите животи, не нашата. Негова волја. Го прашуваме за се своеволно, по слободна волја. Исус е како да направам по слободна волја, се враќаме, му ја предаваме власта во собствеништво врз нас и Он ни дава власт да газиме на змии, на скорпии и ништо нема да ни напакости. Инаку самиот немаш власт, ќе тргнат самите телесно. Припадноста е важна на Отецот, на духовите. Или не знаете, пазете го овој стих, дека вашето тело е храм на Светиот Дух. Вашето тело е храм на Светиот Дух кој живее во вас. Без разлика дали си верник или неверник, самиот Дух, пламенчето е во тебе и ни е даден од Бога и дека не припаѓате само на себе си. Не припаѓате само на себе си. 1 Коринтијаните 6:19. Не припаѓате само на себе си. Од сега, ако решите, се враќате во Исусова припадност и собственост. Обрнете внимание на зборот храм, црква, свето место. Зборува за твоето тело, осветено во Исус Христос и свет дух. Вашето тело и вашата душа. Духот живее во нас, освен ако сме недостојни. Самиот живот е духот кој го имаме, но ако сме недостојни, недостојуваме во него, трчаш по. Правиш разни работи кои се надвор, наместо додиш кај Исус, одиш по разни луѓе, бараш помош од луѓе. Си тераме своеглаво, телесно и сатанско, своеглав си или Исусоглав. Автокефални сакаат да бидат христокефални. Главата е Исус, над него глава е Отецот. Негова волја, не нашата. Не нашата, негова волја, тоа е христијанство. Затоа прославете го Бога во своите тела. Прославете го Бога во своите тела и во своите души, кои се Божји. Да го прославиш во своето тело и во својата душа. 1 Коринтијаните 6:20. Прослава на Исус во моето тело и болестите ќе избегаат, демоните упреку од нас и од душите, и од телото, и од душата. Телото и душата се негови, само ние се уште не знаеме, мислиме со своја глава, не сме се вратиле во негова собственост. Храм на Светиот Дух сме ние. Ние сме храм, ако сме недостојни, ако сме достојни. Но се измивте, се осветивте, се оправивте во името на нашиот Господ Исус Христос, водна бања во Словото, осветување, капење преку Духот на нашиот Бог Отец, миење, капење, осветување, оправдување во Духот, миење, капење, осветување и раст во Духот, секоја мисла покорна на Исус Христос. Нема да трчам, ке чекам. Он е главата. Ние сме делови на духовното тело.
Значи пак ќе дојдеме до овој момент. Тогаш им го отвори умот за да ги разбираат писмото. Те молам да им го отвориш умот на сите оние што слушаат. Знаете, и да се облечеш со сила од озгора. Важен момент. Значи, кој ќе поверува и се крсти, не е тоа само да положиш раце да влезеш во водата. Со дух треба да се крстиш и со пламен, со оган на љубовта. Да поверуваш, значи комплетно да веруваш. Нема да одиш кај луѓе, само кај Исус. Освен ако Исус не ти каже оди кај тој човек заради слава негова. Знаци има на тие што веруваат. Во Исусово име истеруваат демони, говорат нови јазици, фаќаат змии и ништо нема да им напакости, не се плашат од ковидот, не примаат вакцини, не носат маски. Ставете овде ковид, кој сака еве. Ставете од ковидот затруено што е, ќе оставам во раката и после пуштате го низ микроскоп дали ќе има нешто таму. И нема да им наштети на болни, ќе полагаат раце и тие ќе оздравуваат. И кога го проповедаш Евангелието, Господ им помага и им го подкрепува нивното слово со знаци и чуда, ги имаш даровите на Духот. Домот мој дом за молитва на сите народи ќе се нарече. Дали си ти негов дом? Ти телото, душата, во Духот, а ти го правиш разбойничка пештера. Слава ти, Господ Исусе Христе. Верата твоја те спаси. Марко 11:52. Имаш ли вера која те спасува? Пазете. На колена пред него, што треба да направам? Господе Исусе Христе. За да ми се случи тоа и тоа, за да наследам живот вечен. Дали си застанал ти пред Семокниот Бог? А не ти си кажуваш некои теории така. Не знам како да ги кажам. Телесни. Молитвата е разговор со Бога. Кај си бе, Господе, ти кажам јас тебе нешто. Не е разговор. Понизно, покорно. Понизете се пред Господа, покорете се пред Господа. Покајно. Послушно. Признаваш дека не можеш. Со срцето да разбереш. Исусе, дојди во мојот живот и помогни ми. Во името на Господ Исус Христос, исцелување за сите оние кои ќе речат: Господе Исусе Христе, ти предавам се. Се ти предавам тебе. Дојди во моето срце, дојди во мојот живот. Го предавам се. Жена, деца, банкис, не знам што имаш таму. Остави се. Остави. Тоа те влече надат, ослободи се. Да ти го отвори умот, срцето, да примиш сила од озгора. А потоа ќе се вратиш по нив. Бидејќи добриот пастир, Исус оди за загубената овца. Додека не ја најде. А ти што мислеш? Вечно проклетство. Се додека не кажете, да го има тој стих, благословен е оној што доаѓа во името Господово. Вечен е само мојот татко на небесата, кој е љубов. И љубовта негова никогаш не престанува. Нема две вечности. За секогаш Исус. Амин до Божјо царство небесно. Амин. Na kolena во молитва покајничка, прости ми, се откажа во гревот смртен. Татко мој небесен, и Слово Божјо ни испрати, Синот свој.